За жал не можам да се согласам со вас. Еве подвадена расправа, затоа што не беше доволно за законот да се разговара, односно да се почне процедурата со европско знаменце, туку мораше и со европско и по скратена постапка, за да 2 дена да имаме можност. Кај јас кажав денеска во изјава за медиумите дека ќе имаме 21 амандмани и еве доаѓаме до двата клучни. Ние са бајлето пуштивме едно соопштение до медиумите каде што ги повикавме сите синдикати кои што сметаат дека треба да имаат некои забелешки на овие закони, да дојдат во собранието и да ни ги кажат забелешките, затоа што токму вчера на оваа комисија се одби заклучокот за организирање на јавна расправа. И денеска дојдоа председатели на 3 синдикати, меѓу кои и председателот на еден од најголемите синдикати во државата, тоа е председателот на ССМ. Господине министер, тоа што вие го кажувате тука и тоа што го кажаа синдикатите, врска нема едно со друго. Луѓето се негативно изненадени и велат не можеме да разбереме зошто волку се брза. Има 2 работи кои што ги кажаа, кои што овој закон кој што вие сте го поднеле, ќе им ги ускратите како права на работниците. Вие во месец март и покрај тоа што сте подпишале колективен договор со работниците, ќе им одземете 2500 денари на плата. Тоа знаете како е? Сите живееме тука во градов, како оние шибицарине на камени мост. Кога ќе сакате некого да го излажете, па му правите трикови да не види, кога ќе дојде времето за да се реализира ветувањето, тогаш вие пренесувате закон каде што рушите елементарно работничко право. Понатаму, правите одредби кои што јас ви гарантирам дека било кој од другите управи што нема да добијат право на 15% плюс, ќе ви го успорат на Уставен суд. Вие сте инженер, вие знаете дека тоа е така. И ако не може да ве разберат работниците, ако не може да ве разберат синдикатите, ако не можеме ние да ве разбереме, зошто понесувате ваков закон кој што нема логика, тогаш одговорот е во овие 2 амандмани. Во Министерството за политички систем. Јас можам да мислам за некој предмет поинаку од вас, но вие не можете да ми го денунцирате моето тврдење дека вие бевте подготвен да дадете оставка. И вие не ја дадовте оставката само затоа што овие бандити кои што го имаат предложено ова ве спречија во тоа. Што има врска, господине Алију, кажете ми, да Министерството за политички систем одлучува кој ќе биде вработен и да врши, да има председател на Комисијата за контрола на вработувањата. Што има врска во целиот овој процес на вработување? Ете ги 2 амандмана. Ако е, еве ги гледам дека господите што се со вас не годуваат, најверојатно тие го пишувале законот. Ајде да го тргнеме тоа. Ајде да го тргнеме. Што има врска некој да контролира дали правичната застапеност ќе била во ред или не? Господине Алијове, молам, пак ќе повторам, вие сте инженер, немојте да не правите дека ние сме тука паднати од Марс. Па до сега во држава правичната застапеност се почитуваше? Да. А сега што, ќе ни треба некој експерт во Министерството за политички систем? Еве господиве тука што не годуваат. Ајде некој од нив нека стане, нека каже каква врска или нели е тоа колизија на интереси да еден кој што е член во комисијата одлучува од една институција, а потоа исто така истиот делегиран од таа институција да врши контрола на изборот. Дали тоа не е нонсенс? Работниците треба да знаат, господине Алију, дека овој закон кој што го имаме пред нас им ги руши нивните права. Соочете се, лага е дека сте се виделе, денеска председателот на ССМ кажа. Има изјава за медиуми, ќе ви го испратам после комисијата видеото. Ете, утре повторно ќе имаме состанок со синдикати. Таа наша покана важи. Сакате и вие да дојдете, еве, јас ќе ви известам преку медиумите. Ќе ви кажам во колку часот, кога синдикати побарале во собранието, во уставна сала состанок. Повелете, дојдете. Имате тука, вие доаѓате од политичка партија, имате и вие пратеници, повикајте ги вие. И нека ви кажат тие што мислат за истото. Кажаа дека не биле консултирани. Извинете вака на израз, не знам да искористам подобро. Не ја говорите вистината. Не е точно дека биле викнати, дека имало раунд тейбл или дека им биле слушнати мислењата. Председателот на ССМ го кажа тоа. Председателот на КСС го кажа тоа. Председателот на УПОС го кажа тоа. На СУДКОС и на ред други синдикати. Вистината е следна, дека овој закон се брза и се носи по европско знаменце и по скратена постапка за 2 дена во собранието, за да овие 2 амандмана кои што ние ги предложуваме да не бидат прифатени. Тоа е кваката на овој закон. Не е интересот работниците. Интересот е Министерството за политички систем, односно тој кој што го води Министерството, Артан Груби, да има клучна улога во тоа кој ќе биде избран, кој ќе се вработи и да врши контрола на процесот на вработување. Што значи тоа?
Тоа значи дека доколку влезе кандидат кој што за него лично е неподобен, тој преку оној председател на комисијата кој што е делегиран од Министерство за политички систем, ќе одлучи дека постапката не е водена согласно прописите и ќе ја поништи. Ајде да разбирам дека е од Министерство за администрација председателот. Разбирам. Ајде да е од Агенција за администрација. Сватливо ми е. Тоа работат луѓето, тоа им е во најблиско обкружување, ама Министерство за политички систем. Ова е, почитувани колеги, тотален нонсенс. И сите оние негативни последици кои што ќе ги повлече овој закон, се само заради тоа. И овие закони беа поднесени во собранието само ради тоа. А господине Алију, јас ќе ви кажем една друга работа. Пазарот за овие закони е еден друг закон. Еден друг закон, во кој што има една институција која што се вика Агенција за одредени дигитални услуги, каде што треба со тој закон да се именува директор. Немојте да мислите дека ние не знаеме. Немој да мислите дека некого ќе преидете што сакате да протрчате по закониве и дека некој тоа нема да го забележи. Можеби со силата на инструментите кои што ги имате ќе се обидете да го протуркате тоа. Нема да ви помине без да ја поларизираме јавноста. Отворено и директно ви кажувам, нема да помине. Сте се излажале, сте си фатиле работа со погрешни луѓе. Ова ќе го дознае секој еден граѓанин кој што живее во оваа држава. Ова ќе го дознаат работниците, ова ќе го дознаат синдикатите. Дека сакате да го уредите нивното работење, односно да ги минимизирате нивните права. Сакате да ги срушите во корен можностите кои што им ги дава државната управа на работниците само за да му дадете одлучувачка моќ на овој човек. Па кога е крајот? Јас не слушнав ниту еден аргумент. Се што слушнав беше лаги. Нека не ве ставаат во незгодна позиција. Нека не ве ставаат во позиција да ви е тесно во собствената кожа. Не е во ред. Треба да имате дигнитет, треба да имате достоинство, престанете да им угодувате. Ајде да разберам да имаат некоја поширока визија што никој не може да види. Не е за пошироката визија. Се работи за профит, се работи за пари, за ништо друго. Зашто тој да одлучува кој ќе се вработи, а кој не? На што личи тоа? Така ли ќе ја професионализираме ние администрацијата? Со што се подобрува административниот систем носејќи го овој закон? Зошто толку се брза овој закон? Што ве чинеше уште една јавна расправа да направиме? И немојте сега со тие трикови ќе крушиме наоколу, ви кажав директно. Утре кога ќе повикаат синдикалците, јас вас ќе ве повикам да дојдете тука и да слушнете што имаат да кажат. Тие не се ексклузивни па да не викаат само од ВМРО ДПМН, тие праќаат до сите пратенички групи покани. Тие праќаат од сите пратенички групи. Зошто не се повикувате на нив? Ама ајде еден министерот можам да го разберам, вас не можам да ве разберам. Што идете по телевизија и што ги браните? Вие не сте ми јасни. Вие не сте ми јасни. Што правите гласајќи ги овие работи? Тоа право ми го има дадено на граѓаните. Со сета почит кон вас, меѓутоа не е пратеничко прашање, не е седница за пратенички прашања и да зборувате за амандманот, за суштината на амандманот. Да не одиме, добро, Благица, на Бојан му се обраќам, ќе ти давам право на збор. Бојан, те молам за суштината на амандманот, да не се навредуваме меѓусебно. Не гледам дека некого навредив, искрено да ви кажам, но ете, поставувањето прашање веројатно е забрането во комисија. Немојте надвор од суштината на амандманот. Немојте сега да толкувате поинаку. Вие разбирате што ви кажувам. Професорке, реторичко беше прашањето. Мене не ми треба одговор од нашите колеги. Јас го знам одговорот. Ма не можете вие мене да ми кажете дали ја напаѓам премногу или не. Ама ве молам, дозволете ме да финиширам. Дали се пратенички прашања или не, ако го нарушувам достоинството на ова собрание, вие ќе требаше да ме опоменете. Јас не сметам дека го нарушив. Извинете вака, но начинот на изразување ми е тој, прашањето беше реторичко. И ова што го кажав јас, ете ќе финиширам уште 30 на секунди. Не се работи што јас сум ги кажал. Затоа ве повикувам. Ете да не се љутите, затоа што гледам дека суштински сте слаби на вакви работи и ве дразни кога некој ви ги поставува директно прашањата. Одговорете на поканите на синдикатите. Да не кружиме, не заобиколуваме. Утре ќе имате можност, бујрум, заедно со нас, рака под рака и да видиме кој како размислува за овие закони. Благодарам. Благодарам и на вас.